Дали треба да се перат алишта на празници е се уште неразјаснета тема на која се дебатира и во денешницата. Често старите ќе речат не праши очи на светијата или на празник не се работи, ама некако се уште граѓаните се прашуваат што ли е исправно. Повозрасните велат дека на празник не се пере, не се чисти и не се работи, бидејќи тој ден е ден за да се посветиме на духовноста, на љубовта и на Бога, и денот наместо во работа треба да помине во литургија со саканите. Па на празник да не се пере, така е било, оти на рака. А сега има машини. Не би требало, према моето мислење. Тогаш се перело рачно, не е машински. И тоа е тоа. Ноќе перат сега на ефтината струја. Оти цените гледате, некои се оптеретени со работа и празник перат. И делник перат. Кој како има време, така пере. Кога станува збор за денешниот модерен свет и фактот дека денес жените не перат на рака во студени води, граѓаните велат дека перењето можеби и не е грешно, бидејќи денес машината пружи слободно време и можност за да се посветите на другите нешта. Па можда не е, не знаем тоа. Да не е грешно, затоа што ти не переш точно, пералната пере. Па можеби не е, може и е, не знам да ти кажам. Па грешно е за празник, ама некој празник што е по вака, мислам, тежок, да. Например, по Велик ден. Да. Велик ден, Божик, тие работи. Па сега, ако треба, мора. Не, во постаро време не. Не. И додека од една страна ваквата тема е се уште нејасна, од друга страна свештениците велат дека врз основа на црковната традиција и четвртата Божја заповед, на верниците им се пропорачува на празниците да се одморат од секојдневните обврски и да се посветат на духовниот живот. Објаснуваат дека седмиот ден посветен на одмор е длабоко символичен. Неделата, за разлика од другите временски мерки, нема космичка основа, туку го представува ритмот на работа и одмор воспоставен со Божја волја.